Антонија, најпрвен сакам да ти се заблагодарам што не покани овде на сетот, да видиме ексклузивно фотосесијата, да ја проследиме и за најновиот видеозапис и песната Аман. Кажи ми, твојата нова песна веќе е излезена, нели, и предобро котира на YouTube, што не се ни сомневаме. Може ли да очекуваме нешто неочекувано најпрвен? Кажи ми прво како поминува фотосесијата, какви се кадрите, идеите и целиот процес, нели, што е проследен. Прво ви благодарам што сте тука, секогаш сте ми поддршка и ова е можеби прво официјално интервју вака за вас. Многу ми е драго што сте тука, како што кажав, и нешто неочекувано секогаш може од мене. Тоа сум едноставно јас. Така да ева ќе проследите што ќе сликаме, а се надевам дека и на гледачите веќе им се допаѓа песната, затоа што е нешто многу поразлично од мене и се надевам дека онаа емоција која што јас ја донесов во студио во песната, мислам дека ќе ја препознаат. Аман е наслов кој сам по себе вика стоп доста е, на некој начин. Зашто вели Антонија Аман? За се. Што најчесто? Па, искрено не знам што да ти кажам, Аман некако од негативни коментари, лоши коментари, тоа онака прво ми доаѓа на памет кога станува збор за мене, затоа што некако многу се почесто ги гледам на социјални мрежи. Инаку песната вели Аманот од некоја личност. Јас за сега немам таква личност. Се надам нема да имам мажена сум, не ме чепкајте тука. Така е, Антонија. Кажи ми, фотосесија, нова песна, видеозапис во Египет снимавте. Ти не мируваш. Како изгледа еден твој типичен ден додека се случува цела ова магија? Еден мој типичен ден дома или приватно или додека снимаме? Типичен и на видеозапис, ти се знае дека е турбулентно. Па дома не станувам многу рано, искрено, околу 11 часот да вежбам и тоа ми е нешто што морам да го направам во текот на денот, затоа што некако ме крева, да кажем. Инаку на сет сме сите многу динамични, многу ми е драго што имам тим позади себе кој што е веќе 9 години е со мене, Даниел и Викторија. Така да на некој наше снимање на некој нов видеозапис е многу забавно и би сакала следно да сте вие со нас. Дај Боже, може да напрошеташ, нема да не дојде лоша нека дестинација како Египет. Има ли некоја интересна случка што ви се случи во Египет? Видовме ексклузивни кадри, спративте до нашата редакција, дека ви било интересно, забавно, мислам со твојот тим секогаш интересно. Има ли нешто посебно што ви се случи? Па има нешто посебно, тоа е нешто кое што ќе ви го испратам јас како видео, вие да си го проследите и да си го ставите сега во онако ќе видите цела емисија. Тоа е нешто што ни беше најзабавно, иначе има онака доста моменти со Даниел, затоа што Даниел ми е некако најблизок и ми е приватно многу близок како брат ми е, така што ние имаме доста такви забавни моменти, од кои што едното е дека е дошол во Египет да биде чешларка на Антонија Гиговска, а не да ужива, така да ете тоа е едно кој што ќе го издадам. А се останато ќе ви го испратам видео да си имате видео. Антонија важи за една од најстилските пејачки кај нас. Кој го осмислува изгледот за фотосесиите, видеозаписите, настапите? Знаме дека изгледаш прекрасно и уникатно на секој настап. Па се трудиме искрено од сам почеток, од сам старт е Викторија Бурсак со мене, мојата стилистка, и би сакала во овој момент да поздравам. Навистина ми е најголема поддршка. Даниел Николовски исто неспорно е дека тие се the best во Македонија и многу ми е драго што се позади мене од сам старт. Тие го осмислуваат целиот лук, јас сум тука само да слушам и секогаш само слушам и не викам не. Не знам да кажам не. Така. Во Аман делуваш силно, самоуверено и гласно. Дали оваа песна има некоја лична порака до некој или нешто?
Па сега ќе те разочарам и ќе ти кажам дека нема никаква порака и нека остане на тоа. Не треба да има. Така. Антонија, сакам малце да поразговараме за македонската естрада. Колку има место за женска солидарност на естрадата? Дали повеќе има подршка или фини надпревари позади сцената? Па јас би сакала да се фини надпревари, затоа што кога би имало убаво да има место за сите и убаво е сите да снимаат и да нонстоп да се случува нешто. Криво ми е што има артисти кои што не доволно се трудат едноставно да прават нешто и да снимаат, се почесто да објавуваат видеозаписи, нови песни. Јас би сакала да објавам песна и во истиот тој момент, истиот ден да објави, не знам, и Тамара, Каролина, сите да објавим во ист ден, тоа би било онака баш да имаат луѓе што да коментираат и да си одберат што има најбово за слушање, што е најбово за уво. Едноставно нонстоп да се случува нешто. Јас би сакала искрено и мислам дека оди кон подобро. Многу нови песни излева, многу нови видеозаписи, мене ми е многу драго. Доста хитови излева оваа година. Сега имам едно интересно прашање, малце подразмисли. Доколку естрадата беше реално шоу, кој би бил во улога на драма квин, кој би бил стратег, а кој вечити шармер? Па ја би била драма квин сигурно, тоа ми е онака, тоа сум јас. Што беше другото? Драма квин си ти, стратег, значи прави стратешки потеси, а кој вече шармер? Стратешки потези, тоа сигурно би бил Панчо од ДНК. Шармер, што знам кој би бил? Не знам. Може да и некоја жена, значи не мора да е маж. Може да е жена. Ајде, Елена Ристевска. Се извади, ајде. Се прифаќа. Со кого се дружиш приватно на естрадата, а со кого избегнуваш јавни настани? Со кого се дружам со Барбара се дружам. Со кого избегнувам, па што знам, не избегнувам со никого. Не знам. Можам да седам со секој искрено и не ми смета присуство на луѓе, така да и се немам замерено со никој. Барбара е некој кој што се дружам, Елена исто така сме во супер односи. Со сите сум супер и немам нешто кое што би го издвоила дека со некого не стам добро. Дали си имала момент кога си рекла аман ми е од сцената и од луѓето и од моабетите? Како се враќаш во баланс? Дали постои таков аман момент од сцената? Искрено не, затоа што сум онака многу сум навикната на се тоа и сум од многу мала во ова, од мои 13 години и некако тие коментари, тие негативни коментари сум научила да ги ставам така позади себе и да едноставно многу често ги читам, ама за да ми е интересно. И морам да признам дека стварно ми е интересно и кој што си има, ако си има нешто негативно да си напише, нека си напише. Јас сум тука да го прочитам и само се насмеам и да ми го направат денот. Најчеста погрешна претпоставка за тебе која кружи по естрадата е? Дека сум дигната, арогантна, дека не се зборува со мене, не знам, така е? Не така. Добро. Тоа е нешто кое што најчесто го слушам за мене, а што знам, имала многу невистини и некако имаше еден период кога се свртија сите на мене и она неверство кое што кружеше за мене, али ја ги оставам луѓето да се читаат и да се веруваат во она што си сакаат да се веруваат. Антонија, за крај ќе ми кажеш еден совет на естрадата. Дали можеш да дадеш совет на нашата естрада? Совет на естрадата? Да. Работете, газете, не се откажувате и гледате секогаш да бидете најдобри. Дадеме една порака до нашите гледачи да ја слушаат Аман. Слушате Аман, поздрав до сите гледачи на Hype TV Македонија. Ве сакам и се гледаме во некој следен интервју. Здраво, Даниел Николовски, кажи ми како се чувствуваш како чешларка на Антонија Гиговска? Превозбудено, само танцуве. Седи мирно да те дошминка. Ајде. Иначе, драги гледачи, ние сме апсолутен хит кога се дотеруваме, така да ни замерувајте. На крајот, сепак делото
ки си каже се професионално. Ние по дома сме апсолутен хит. Да. Како е да се работи со најдобриот пријател, лесно или тешко во случај со мене? Многу тешко. Зошто? Екстремно си захтевна. Секогаш. Ова е мала шала. Ние секогаш ни е забавно и лесно да работиме заради тоа што имаме Вики која секогаш ни дава перфектна насока. Вики, појави се. Вики некаде да се појави, ама ќе мора. Вики дојди малце до нас. Само рачето? Само рачето, добро. Само рачето ни го даде Вики, ама следна прилика ќе каже Вики нешто повеќе околу нашата дружба, забава, секако. Задоволство е да се работи во секој случај. Нашата Вики секогаш избегнува да се појавува на камерите. Не знам зашто. Е преубава да не засени. А, да. Па седи си, Вичи. Седи си кадар за нас. Чао, чао, дечки.